Благодарам, председателе, почитувани колешки и колеги, почитувана колешка Ангелевска. Јас само сакам да се приклучам до честитките на Комисијата за еднакви можности и Клубот на пратенички, бидејќи мислам дека навистина ова е добар начин и добар пример како кога сме обединети околу некоја тема која ни значи на сите, можеме со општ консензус да изградиме не само став, туку и да усвоиме закони кои што се важни во случајов се однесуваат на унапредување на родовата еднаквост и правата на жените. Сосема накусок ќе се задржам на она што вие веќе го елабориравте, учеството на жените во политиката. Точно е, ние сме вака со нашиот процент во собрание меѓу подобрите земји во светот, но мислам дека е многу значајно да се потенцира дека тоа се должи само на родовите квоти. И кога ги немало квотите, сигурно овие бројки нема да бидат истите и тоа го гледаме во учеството во жените градоначалнички, во владата, така што сметам дека треба навистина и тука да се размисли за воведување на квоти, за да можеме навистина да постигнеме поголемо учество на жените во политиката, особено на местата каде што е влијанието и моќта поголема. И може би е сега навистина добар момент да ги зголемиме овие квоти од 40 на 50% за навистина да обезбедиме подеднаков број мажи и жени на листите и за парламентарни и за локални избори. Во однос на економската активност, клучно, и тука ќе се задржам сосема накусо на она што е важно, а тоа е за да имаме економски активни жени мора да обезбедиме баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот на жените, затоа што според сите истражувања она што ги обесхрабрува жените да се вклучат на пазарот на труд, тоа е грижата за домот, грижата за децата, грижата за старите луѓе и тука е клучниот момент на кој треба да бидеме активни. Во однос на сакам да споменам нешто што не беше досега споменато, животната средина и климатските промени, тема која се уште малку се зборува, но многу е важно да знаеме дека родовата еднаквост е многу тесно поврзана со борбата против климатските промени, бидејќи жените се несразмерно повеќе погодени од климатските промени во однос на мажите и затоа исто така треба да бидат повеќе вклучени во носењето на одлуки кои што се однесуваат на оваа тема. И за крај апел до Министерството побрзо да го видиме предлог законот за родова еднаквост со кој што се воспоставува и директорат за родова еднаквост, што секако ќе помогне за унапредување на правата на жените. Благодарам.